Нашето училище, земеделско-шумарско училище Ѓорче Петров, подготвено че ги пречака сите заинтересирани ученици кои што сакаат да се запишат во нашето училиште. Знаеме првиот уписен рок е на 16 и 17 јуни. Со оглед на ново настанатата ситуација, ние ќе ги примениме сите протоколи што се во врска со безбедноста како на вработените, пред се на учениците кои што ќе дојдат. Така да од таа страна сме подготвени и со радост ги пречекуваме сите кои што сакаат да се запишат во нашето училиште. Имено во училиштето во последните 2 години можам да кажам дека е многу зголемен интересот. Пред се тоа се должи на целокупната работа во училиштето од страна и на наставниците, од сите вработени во училиштето, и тоа се надевам се забележува од сите, и како и до сега во нашето училиште најзастапени се шумарската струка и земјоделско-ветеринарната струка. Конкурсот е веќе објавен, сите заинтересирани веќе ги знаат потребните и поени кои што треба. Ние сме во комуникација како со основните училишта во нашата општина и низ цела држава, бидејќи знаеме дека и до сега имаме голем број на ученици кои што идат претежно од источниот дел на Македонија, кои што се сместени во интернатот кој што е веднаш до нашето училиште. Така да и покрај ситуацијата моментална, бидејќи не можеме да одиме по училиште да се представуваме, телефонски, по социјални мрежи сме во контакт. Вака, пример, шумарско дрвопреработувачка струка може да се запишат шумарски техничар, техничар за пейсажен дизајн, од дрвопреработувач техничар за мебел и интериер и техничар за обработка на дрво. Од земјоделско-ветеринарната струка имаме сега од лани агротехничар, потоа може техничар за агроменеджмент, техничар за фитомедицина и имаме 3-годишно градинар цвечар. За оние кои што, значи сите профили ги запазуваме. Морам да кажам дека и новиот профил кој што го имаме од медицинската струка од пред 2 години кој што го уведовме е вистински хит, кој што 2 години веќе имаме паралелки, над 30 ученици се, кои што се со висок успех, и затоа не само заради фармацевскиот техничар, кај нас во училиштето имаме зголемување од 70% на број на запишени ученици, кои што сепак и покрај фармацијата имаме зголемување значително и во овие нашите стандардни стари профили што ги викаме, кои што се претежно наша цел, шумарската струка и земјоделската. Бидејќи ние како училиште сме училиште за екологија, за здрава животна средина, тоа е нашата цел, нашите ученици ги учиме да живеат здраво, со склад на природата и слично. Добро. Што е тоа што како училиште, а вие веројатно најмногу знаете, бидејќи сте директор и менаџер на училиште, средивте до самиот двор во училишната зграда, и што уште планирате до крајот на оваа сезона, односно до почетокот на наредната учена година? Вака, во последните година и повеќе, нашето училиште на прв поглед делува како ново училиште. Има многу работи кои што се сменија, се направија, така беше и зацртано во мојата, да кажем, и идеја и за училиштето, да пред се да максимално ги подобриме условите, во целокупните услови во училиштето. Од најбитната работа, како што имавме и кажано, целосна реконструкција, нова фасада и кров во училиштето, до оградување на училишниот двор, средување на сите содржини што ги имаме. Наша цел, како што имам кажано и претходно, нашиот училишен двор треба да биде представителен, да секој може да дојде да се запознае со
Концептот на нашиот училишен двор е различни содржини, да можеш секој граѓанин да ги види различните начини на уредување на двор и дворни површини. Толку 30 години ќе се баваме. Па да кажеме дека имаме сега баш интересна работа овие сега се користат најмногу социјалните мрежи, имаме некакви стари од пред 20-30 години снимани материјали кои што нашите училишта го покажуваат во едно поинакво светло, значи дали е, не знам, од сплет на околности, него ние се трудиме да се вратиме малку на, кажувам, пред 20-30 па и повеќе години, кога нашето училиште било бренд во Македонија било, така да ние мораме да се вратиме на тоа. И мислам дека сме на добар пат. Нормално, со нови содржини, времето си го носи своето, различни декорирања и слично. Наша цел, сите овие работи што се прават заедно со учениците, бидејќи тоа му е нив и тоа и го учат учениците. Сега, овој период од 2-3 месеца се искористи интензивно за средување на училишниот двор. Морам да кажам, имаме одлична соработка и со локална самоуправа, кај што сите наши замисли, сите проекти нели мора да бидат поддржани и со финански дел. Така да морам да кажам дека максимално се поддржани сите наши идеи и верувам и сигурно дека од септември нашето училиште ќе биде едно, да не кажам и најдобро, најубаво средено училиште и натаки нормално да си продолжиме понатаки. Мора да го споменеме проектот за изведба или изградба или опремување на лабораторија, нешто што во Кавадовци никош не било. За каква лабораторија се работи? Значи имаме изготвено проект кој што сега во овој летен период треба да се започне со изведба на лабораторија за потреба на медицинската здравствената струка за фармацевски техничар. Таа лабораторија е веќе спремна за започнување на изведба. Идејниот проект е, можам да кажам, прекрасен и мислам дека таква лабораторија нема никој училиште во државата. Кој ќе користи во лабораторија? Првенствено учениците кои што се во здравствената струка. Може да има проширување на медицинската струка во училиштето и покрај тоа што вие сте специализирани за шумарство и земјоделие. Така, подолгорочно, визионерски. Добро, знаеме многу стручни училишта, поготово во државата, а јас бидејќи имаме соработка многу со земјите од бивша Југославија, па скоро секаде стручните училишта, кои што се чисти стручни училишта, мака мачат со ученици. Знаеме, има стручни училишта кои што имаат гимназиски паралелки, имаат и други некакви паралелки се фузираат. Ние до сега, до пред 2 години бевме чисто стручно училиште во смисла на шумарско и земјоделство. Пред се тоа се должи и на иселувањето кое што го имаме. Дали тоа е веќе проблем? Да, и секој училиште треба да ги бара и новите текови што ги бараат и компаниите. И да. Сега ние го имавме како идеја фармацевски техничар повеќе години, успеавме со моето доаѓање да го добиеме. Како што кажав, тоа е пред се добро и за градот, и за регионот поготово, со тоа се гледа и интересно што го пријавуваат учениците. Сега за сега сме на многу добар пат. Не знаеме како ќе дојде новото време, али мислам дека нашата цел е пред се да се задржиме на овие наши примарни струки, бидејќи тие се многу потребни во општеството. Пред се морам да потенцирам како првпат во државата имаме исклучено меморандум за соработка за стипендирање на најдобри ученици од земјоделската и од шумарската струка. Така да морам да ги кажам, тоа е една
многу благородна идеја која што самите компании увидоа нашата желба за учениците да повеќе бидат присутни во тие компании, на пракса, на било каква практична настава и имаме, значи, како што кажавме претходно, 5 ученици од шумарската струка се стипендирани од национални шуми, а додека 6 ученици од земјоделската струка се стипендирани од Винарска визба Тиквеш и АД Гоце Делчев. Дали сега повеќе се работи, дали сте задоволни од кадрот, дали имате можност буквално сега да работите визионерски на оно што го замислите како план? Не би рекол дека претходно не се работело, него најбитно во една компанија, да кажам, да има искрен и чесен пристап кон сите чинители во една организација, да кажам. Сето ова што го правиме, можеме да кажеме дека нашето училиште е сосема поинакво од претходно. Тоа се должи и пред се на целокупниот кадар, наставниците. Јас секогаш викам, имаме најдобри наставници. Имаме најубаво училиште. Имаме најубави смерови кои што се потребни на природата, на општеството. Нашата примерна цел како наставници е да го дадеме тоа знаење и пред се љубов кон материјата која што ја совладуваме, заедно со учениците и да, како што кажавме, да го вратиме нашето училиште да биде не во општината, нашето училиште било центар на државата. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.